Дали припейд или постпейд е најдобро за користење на телефонските услуги? Беше денешната тема на која разговаравме со граѓаните на Штип. Според анкетираните граѓани, поголем е процентот на користење на мобилни технологии со услугите постпейд. Преплата на преплата. Отидеш тамука и платиш си колку си изборил и тоа е месечно 250 динара. Многу него зборам, економски слабо. Па зависи, ако многу збориш, не е многу. Треба да биде најрати. Ја така ако имаш многу да плакиш, немаш пари. Значи стискаш колку можеш да плакиш. Овај го држам само да се јават. Ако имам многу мака, зрнам и толку. Преплата. Добро ми е. 500 динара, да. Толку ми се потреби. Пише во фактурата. Безплатни нешто. Не е многу третирам. Претежно дома го користам тоа. Съобщения во тие работи, новости, дневни, спортски, шведно. До дома. Оти надвор кој излезува, нели друга опција. Врте тркалото, не? Покрај граѓаните на општината, лицата кои мигрираат во странство велат дека кога се во државата тие користат припейд. Па не знам како е сега, не сум уште питал, вчера си дојдех и денеска ќе направиме, затоа не знам како се движат цените тука со дополнувањето. На дополнување. Па мислам дека беше добро. Исплатуваше се, сега не знам како е. Па сега моментално за мене мислам да кажам дека подобро е да мислам тоа на дополнување да се земеш. Поради тоа што оти не сум тука и на преплата не ми се склучува договор. Тоа. Пензионерски исто сум на до 540 и 60 мислам дека е. Е, исплатливо ли според вас? И јас до сега не сум ни прекорачил, да речеме, на сумата. Точно ми стига колку што ми се потребите. Ама пензионери сме ние, не сме помладите, не знам колку им се потреби. Владата во текот на вчерашниот ден објави дека мобилниот оператор од Унгарија испратила писмо со намери за формирање на трет мобилен оператор во Македонија.